Dobar dan, predsjedniče. Mišljena, dobri ste? Gledate? Došli, mišljena da? Gledate bliže? Gledam. Za borba? Sve da se. Dobri ste? Da, odgovoreni za zrejani. Почитувани представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, представници на медиумите, дами и господа, добар ден и добре дојдовте на јубилејната 10 годишнина од постоењето на ПЕИ.
колегите, гостите, колегите од другите политички партии, представниците од дипломатскиот кор, медиумите и нашите печалбари, како и сите оние кои со добра волја и убава мисла одлучија да бидат денес тука со нас. Денес одбележуваме 10 години од постоењето на ПЕИ, 10 години од будењето на заборавените од државата, 10 години на подеми и падови, 10 години борба со самите себе и со другите, 10 години солзи на радост и тага, 10 години историја. Во нашето 10 годишно постоење, ПЕИ помина низ многу предизвици и искушенија. Некои беа големи, други беа тешки. Можеби за некои други би биле неиздржливи, но за нас сепак подносливи. Затоа што истрајноста кон патот и целите кои што ги зацртавме се наша должност и обврска кон оние што ги представуваме, кон оние кои што имаат доверба во нас, но и кон оние кои што се уште размислуваат или се двоумат да ни ја дадат. Тука сме биле, сме и ќе останеме секогаш во заштита и одбраната на правата и интересите на граѓаните на нашата држава Република Македонија. Токму затоа би сакала во мое лично име и во името на партијата за Европска иднина да ви се заблагодарам на вашето присуство и честам што не укажавте. Благодарност за присуството и поддршката на членовите на сите општински организации на ПЕИ, како и на граѓаните од село Корешник кои денеска се тука со нас. Благодарност до представниците на политичките партии, председателот на опозицијата, творецот на вистината за Македонија, идниот премиер, господинот Зоран Заев. Представниците на партија за движење на турците, ДОМ, Движењето Беса, Алијанса за позитивна Македонија, како и сите други представници на политичките партии. Благодарност и до представниците на ОПСЕ, медиумите и до сите оние кои не успеале да се запишат во списокот на гости, а сепак се дел од оваа наша заедничка манифестација. Благодарност до сите вас, дами и господа. А сега, на самиот почеток на оваа наша свеченост, го повикувам членот на иницијативниот одбор за формирање на партијата за Европска иднина, а воедно негов прв председавач, господинот Реџа Муслиовски, да ми се обрати. Драги пријатели и присутни гости, пошто протоколарниот дел господицата го заврши, јас немам да имам многу работа по тоа. Само што на почеток да ви кажам дека пред вас стои председавачот на првото постивачко собрание на партијата за Европска иднина, само што овој пат е за 10 години повозрастен, да не кажам постар. Не можам да не го поздравам човекот што не го достои денес да биде меѓу нас, човекот за кого доаѓаат денови во оваа земја, кога неговото име ќе се споменува со посебна почит и внимание. Господинот Зоран Заев, Социјалдемократскиот сојуз, чија патиш не врзува и мене.
а денес тоа што сум во ПЕИ го сметам за моја искрена припадност на партијата каде што ми е моето место. И да не должам, сакам да почнам со следново. Кога се одлучувам да говорам на нашава тема, се чувствувам како да минувам низ минско поле и како да ме прогонува помислата дека му припаѓам на прокол на народ кој сите го сожалуваат, ама никој не го цени. Зарем е достоен за почитување народ што си го дозволи тоа. Меѓутоа, ние сме со многу слудински константи, а една од нив вели дека сме народ што се браниме со црвеното на лицето, заради што уште како голобрадо момче во мојата тажна политичка хроника на едноминуто време запишав дека никогаш во животот и политиката не сум се чувствувал болно кога не сум бил избран, туку болно сум се чувствувал кога не сум бил разбран, а едно морам да признам дека заради тоа никој пат не застал гневот во мене од кој извира болот, не пребол, заради што од пусти нишарења со торбешки од презнак во мене, заради што на торбешки координати животот со лузни од балканизми го исцртав, со моето име, мој јазик, од мојот народ во мојата земја, Црвенец. А потоа се роди ПЕИ, убава како зората, силна како надежта. Наш надежен политички проект за да си го симнеме црвеното на лицето, да бидеме партнери, а не измеќари во политиката, нашиот торбешки политички хаос да биде наше минато. Затоа, ево сум запишал да не испитам 70 годишното моје поминато лето ме убрзува и да цирнувам помалку од тоа што сум запишал. 10 годишниот јубилеј денес треба да не прави сречни и горди што пред 10 години со ПЕИ станавме пред својот народ политички одговорни. 10 годишната политичка возраст и обврзува да ја повратиме до изгубената, би рекол, доверба пред нашиот народ, ама треба да знаеме дека тоа се прави со одработени вредности, а не со полцромски верности. Денес со една пристојна дистанца на ова време се подсетува на првиот наш конгрес, кога од говорницата во хотелот Александар Палас во очите на делегатите видов надеж и уверување дека овој мал народ тргнал на големиот пат да прави своја политичка историја. Затоа денес треба да бидеме среќни што оваа наша политичка партија стана јасна и силна делотворна политичка сила, да ја понесе одговорноста за еднината на својот народ и да стане дел од македонската политичка гордост. Ама ќе успееме во тоа ако сватиме дека политиката е арена во која мора постојано да се борите, учите, созревате и да создавате нови пријатели, а не составите наши проклетства кои постојано не враќаат на почетокот и после секој договор сакаме пак нов договор, а нашите потом средби од тој правец сакаме да си ги наречуваме историски и толку. Но, ако ПЕИ сакаме да ја направиме партија на насмејани луѓе, тогаш ајде веќе еднаш да го охрабриме овој збунет торбешки милет и да престанеме со нашите меѓусебни подметнувања, наш специјалитет кој редовно се подрива и од други политички кујни, а потоа нас да се сервира како главно јадење со горски вкус на заблуди. Затоа, мои драги истородници, повеќе да не дозволиме со ПЕИ нашата политичка драматика да не се повторува како возбудлива драма со банално вечна реприза и познат крај.
Каде е таа наша топнешка заспана енергија за будење дека ПЕИ е единствената наша политичка алтернатива или пак и натаму ќе бидеме народ заспан или буден на понизност да биде принуден. Но денес имаме свечени мигови и не сакам да посочувам виновници зашто ПЕИ не ни пропеа како што очекуваме. Зашто останаме неми сведоци кога со ПЕИ наместо да полетаме на крилјата на граѓански одвиди, ние јавнавме на едно политичкото, тоа што е најризичното наша болка која како да нема разреснisa, па сите си ја криеме длабоко во нашата душа, а нели криена болка лек нема, а уште кога потоа правите други необјасневи потези, истрели за наши нови острели и делби, и тоа во една средина во која мораме да прифатиме дека се уште сме плитко орана политичка градина. Нели си ветивме дека ќе му се вратиме на нашето разбиено јато, ќе се вратиме во него, се дека има надеж за него. Но денес се почесто и вие и јас слушаме како мнозина меѓу нас зборуваат дали зарем уште постои ПЕИ. Особено тоа е болно кога доаѓа од наши членови кои што нивниот убивачки поход го прават кон оваа партија и тоа замислете луѓе од нашите редови да го прават тоа што засега мислам дека е неподнослива работа. Сваќам дека неуспехот знае да разочара, ама знае да буди, дава надеж да продолжите да се борите, ама овој пат посмело и дури е најбитно и да биде тоа уште и подговорно, да се сочува трпението, ама оние што не водат, мислам дека треба да го сочуваат образот, зашто во спротивно не ќе можат никакви други странични политички истелители да спират нашата етничка и политичка главоломка. Но велат дека секое море има своја бура. Нашата се дел од интелектуалците на нашите редови кои ич не му ја мислат зашто нивниот народ е замислен. По мене интелектуалци не се оние кои што завршиле високо на тоа образование, туку оние на кои треба да им се слушне гласот во тешки и важни времења за својот народ и нација. Поспротивно мислам дека се тие товар на тој народ. А кај нашите интелектуалци, не знам како ќе бидам разбран, сакам да кажам дека како најомилена спортска дисциплина да им е тегнењето на јаже. Те го изучиле чаланот и те едни и те други натегнуваат во зависност од цената на понудата на нашиот панаѓур пред избори кои редовно е презрено отворен. Ако продолжиме така да се однесуваме, би прашал по кој ли тефтер ќе не стават следните генерации во кои се колиме само на говорница. И да завршам, да не го злоупотребам вашето трпение, во почетокот реков дека ми е тешко што припаѓам на прополна народ, ама на крајот не дека се покајам, туку не ретко во животот се чувствувам и горд, што му припаѓам на овој народ кој што не знае да црта граници во својата душа за различните од себе. И народ кој е со неподелено уверување дека светот треба да се освојува со образование, наука, техника и економија, а не со калашникови и со лов на човечки судби. И конечно да ветам дека ова ќе мине последна реченица следнава. Ако ПЕИ го задржи правецот што му прилега на името, ќе дојдат денови кога ќе не биде партија на насмејани луѓе. Благодарам. Му благодарам на господинот Риджо Муслиевски. Во името на младите и младите партиски структури ќе ни се обради господинот Аднан Шабани.
Доаѓање. Почитуван председателя, господин Фијатановски, почитувани пријатели, членови и симпатизери на партијата за Европска иднина, почитуван лидер на опозицијата господине Зоран Заев, respected representative of the diplomatic corps, as well as the representatives of the IGOs and NGOs. Thank you for being here with us today. Во име на младите, дозволите да изразам мојата длабока благодарност за вашето присуство на овој јубилеј на партијата за Европска иднина. Денес се собравме да ја прославиме 10 годишнината од постоењето на оваа партија и да ја афирмираме големината на нашиот народ. Нашата гордост се базира на многу едноставна премиса. Сите луѓе се еднакви. За неколку месеци на следните избори ќе ги потврдиме нашите вредности и ќе докажеме дека заедно сме посилни. Оваа партија е управувана од иновации и креативност, образование и соработка. Историјата покажува поуспешни нации со оние кои инвестираат во образованието на своите луѓе. А ние токму тоа го правиме. Може би секој од нас има различни животни приказни, но имаме заеднички надежи. Може би не сме сите исти и не доаѓаме од исто место, но сите сакаме да се движиме во иста насока, а тоа е Европска Македонија. Економисти ќе ви кажат дека држави и региони забележуваат поголем економски раст кога државата им пружи прилика на млади квалификувани кадри. Тоа е демографска предност која ние како држава се уште ја имаме. Македонија има квалификувани кадри во многу области. Не смееме да дозволиме сите квалификувани кадри да ја напуштат држава поради некоја цинична и себична политика која се води во држава изминативе неколку години. Народот сака да биде сигурен дека секое дете во Македонија ќе има пристојна шанса за живот. И вратите со нови можности да бидат отворени за сите, без разлика на верска, етничка или политичка припадност. Народот знае дека можеме и заслужуваме подобро и дека можеме да оствариме поголеми цели. Меѓутоа, овој пат тие цели да бидат базирани во соснова на заеднички интереси и меѓусебна почит. Неопходни се промени на приоритетите на Македонија. Македонија нема место за национализам. Во мултиетничко општество таква политика може да доведе само до самоуништување. Македонија има потреба од силни институции кои ќе работат за народот. Институции кои ќе спроведат реформи во системот. Реформи кои ќе убрзаат интеграцијата кон Европа. Реформи кои од нас ќе направат европски граѓани. Се надевам дека заедно ќе стигнеме до таа цел. И за крај сакам само да пренесам една совет која ние како студенти ја добиме од председател на Соединетите Американски држави господинот Барак Обама, кој беше на посета во Прага, додека студира таму, и вика: "Don't believe what the media tells you. Sometimes it's just better to switch off your television and read a book instead." Благодарам на господинот Аднан Шабани. Во името на активот на жени на партијата за Европска иднина ја повикувам господја Фадрија Мустафовска да ги поздрави присутните.
Почитувам председателе, почитувани членови, симпатизери и пријатели на партијата на Европска иднина, драги гости, почитувам председателе на опозицијата господин Зоран Заев, почитувани представници од дипломатскиот кор, почитувани пријатели, драги гости. Дозволете ми во името на женското лоби на партијата за Европска иднина и во моје лично име да ве поздравам и да ви се заблагодарам за честа што ни ја приредивте, да сте денес тука меѓу нас на големата прослава 10 годишнина од постоењето на партијата за Европска иднина. Нека ни е чести денот. Почитувани присутни, најпрвин би сакала, по не знам кој пат да го изразам моето лично задоволство и мојата гордост што сум дел од оваа политичка партија. Партија која сите нас не обединува во едно големо семејство. Семејство на честни, трудолюбиви и искрени луѓе. За нашето обединување и овој пат во името на понежниот пол на партијата за Европска иднина би сакала посебна благодарност да му упатам на големиот лидер на нашата партија, почитуваниот господин Фијат Цановски. Човек со големо срце, човек и покрај притисоците и огромните штети што му се направија последните години, тој сепак со поголем ентузијазам и енергија продолжува да работи за интересите на нашиот народ, кој за жал долги години беше и се уште е лесен плен за другите политички партии. Почитувани сопартици, драги гости, како координатор на женското лоби на партијата за Европска иднина и како член на Централниот одбор на партијата би сакала накратко да направам една кратка ретроспектива за нашата работа во изминативе 10 години. Со самото формирање на партијата за Европска иднина во 2006 година, во првите нејзини редови со цврста волја застана и жени кои со поддршката на раководството на партијата подеднакви со сите се застанавме на патот на антидискриминацијата, на еднаквоста, на правдата, што се вика политички активизам. Увидовме дека ништо не е тешко, ништо не е невозможно и недостижно, и дека се што можат останатите жени на полето на граѓански и политички активизам, можеме и ние, жените од ПЕИ. Денес не има и таму каде што се предлагаат и се носат одлуки, и таму каде што се организираат настани, но и таму каде што се слави како што е тоа денес. Женското лоби на партијата за Европска иднина работи по своја програма, во која јасно се зацртани сите приоритети со конкретни цели, активности и очекувани резултати. Почитувани, нашите редовни средби и состаноци се одлична можност жените да се охрабрат, јавно да проговорат за своите потреби и проблеми, со што сами ја увидуваат потребата од поголем ангажман и политички активизам. Со тоа ги надминуваме сите предрасуди и стереотипи и покажуваме дека и ние знаеме и можеме да бидеме успешни. Нема да дозволиме никаква дискриминација, туку напротив, рамноправно како граѓани на оваа држава ќе застанеме цврсто и ќе чекориме кон патот на успехот заедно со пријателите од другите политички партии. Но едно што лично како мајка ме загрижува и се надевам дека и сите вас е иднината на нашите деца што е наше најголемо богатство. За жал, трендот на масовното иселување, напуштањето на своите домови, испразнетите селски сокаци и училиштата е нешто што не боли сите нас. Тоа е резултат на тешката економска криза, невработеноста, невладењето на правото и демократијата, резултат на поделби и омрази меѓу луѓето. И затоа, почитувани, да застанеме сите на страната на правдата, да застанеме сите на страната на победата,
на страната на оние кои не почитуваат наместо оние кои не понижуваат. И ние сме граѓани на оваа држава и заслужуваме поинаква, економски посилна, безбедна, просперитетна, европска Македонија. Да сме сите живи и здрави, да сме сите живи и здрави и нека новата 2016 година ни донесе многу среќа, здравје, хармонија и благосостојба во нашите семејства. Да живее партијата за европска иднина, да живее европска Македонија. Ви благодарам. А сега нешто дополнително, мислам дека сите забележавте, во нашиот фол на хотелот, на женското лоби на партијата успеа да промовира дел од ракотворбите на вредните жени на нашите домаќинки од регионот. Па ве замолувам во името на Сдружение Ради КД, во името на активот на жени на ПЕИ, доколку имате волја да помогнете во имплементација на проектот јакнење на позицијата на руралната жена, да си купите производ или пак да донирате со што ќе помогнеме во имплементацијата на тој проект. Ви благодарам многу. Благодарам на госпоѓата Фадрија Мустафовска за убавите зборови. Секој би посакал да има ваков гостин. Таа чест денес ни припаѓа нам. Во името на гостите го повикувам да ни се обрати најхрабриот, идниот премиер на Република Македонија, господин Зоран Заев. Благодарам, почитувани пријатели, почитувам председател Цановски, почитувани партнери во оваа наша заедничка борба, представници на политичките партии, почитувани членови на ПЕИ, ви благодарам за убавото гостопримство, ви ја честитам 10 годишнината и ви посакувам на влезот во оваа декада, кој што ќе се случи во годината пред нас 2016. Не само да ја вратиме слободата и демократија, европската иднина да ја трасираме заради тоа што ви е впишена во името. Тоа е вашата задача и конечно да бидеме граѓани на оваа заедничка Европа, граѓани кои што ќе се гордеат со својата известна иднина, граѓани кои што ќе се гордеат со својата Македонија. Јасно ни е на сите дека ита времето на промените кон нашата земја. Мене ми е драго што сме сплотени сите. Мене ми е драго што сме единствени. Мене ми е драго што говориме од желба ова зло да замине во заборав и повторно да имаме нормална земја. Тоа е заедничка желба на сите и обврска која што мора да остане пред генерациите што доаѓаат после нас. Сите знаеме колку е забегано ова зло, кое што ни има окупирано државата сега овие 10 години. Тоа е повеќе од јасно на сите, јасно е како бел ден. Прашањето е што правиме ние, сите заедно, да го спречиме ова разулавено владење на овие забегани луѓе, кои што опиени од власта горе некаде во облаците, далеко од својот народ, заборавиле дека власта е чест. Еве денеска, ова полна сала на одбележувањето на 10 годишнина, на сите ни е јасно дека заврши времето кога можеме само слепо да наблюдуваме и да молчиме. Заврши времето на мирување и доаѓа време каде што мора да преземеме конкретни чекори. Видовте и проектот Вистината за Македонија, кој што потврди сето она што сите го знаат. Сите знае колку е забегана оваа власт. За жал, разплеките на вашиот лидер Фијат Цановски е еклатантниот пример на најголемата забеганост во унисувањето на материјалните вредности на ова наше општество. И се испрати пораката колку ова опиеност од власт може далеко да стигне. Во својот реваншизам, во својата освета. Зошто? Заради тоа што некој не се понижил и не клекнал пред диктаторот Никола Груевски. Зимувам капа и
и пред Фијат и неговото семејство, но и пред вас како семејство Пеи, кои што стоевте позади него во моментот кога не подклекнавте на безобразието и дрскоста на оваа власт. И драго ми е што се денеска заедно сплотени да најавиме едно ново време. Доаѓа време на граѓаните за Македонија. Доаѓа време кога повторно државата ќе се ја вратиме на граѓаните, на нашиот народ. Време во кое што повторно ќе има правда. Правда во 21 век. Да се бориме да ја вратиме за праведните. Доаѓа време кога повторно ќе видиме слободна земја, во која што ќе влада и демократијата. И повторно ќе зборуваме за европски вредности. Денес во Македонија зборуваме за кршење на устав и закон. Тоа мора да го промениме. Ние живееме на тлото на Европската унија. Ние живееме на тлото на Европа. Нашето место е во Европската унија. И затоа само заеднички и само сплотени, без било какви предрасуди, уведен сум дека ќе успееме. Јас сум тој, сите велат барем така, дека ги знаат сите информации заедно. Не заради тоа што опозицијата ни е прв во опозицијата, заради тоа што и телефонските разговори се во мој посет. Една работа можам да ви ветам на сите. Посебно потврдено, после сите овие посети широм Македонија. 2016 година ќе биде година на заедничка победа. Ова власт ќе замине во забава, и тоа е го ветувам на сите. Но многу е важно секој ден од сега па натаму каков пат трасираме. Сите гледаме дека предрасудите мора да си ги оставиме дома. Сите видовме дека радоста е заедничка кога бевме сплотени, борејќи се за нашата заедничка татковина. Сите видовме дека делбите се само од корист на забеганите диктатори кои што денеска по еклатантен пример владеат во Македонија. Сите видовме дека сето она што не прави различни е многу минорно во корист на целото она што не прави за потребно да бидеме единствени. Ние сме граѓани на оваа наша заедничка Македонија и ние имаме обврска да ја спасиме Македонија. Да гледате меѓународната заедница со своите квалификации. Отворено бара оставки од Груевски. Отворено се против ваквиот режим. Но тие може да и помогнат на нашата земја. Ние сме тие кои што може да ја спасиме нашата Македонија. Затоа сега во период кога се и нашинците тука, кои што се отидени во Јабена, во Тугина, заради мачнотијата на живот, да побараме подршка и помоши од нив. Тие кај и да се, во душата им гори домашното огниште и нашата Македонија. Должни се да ни помогнат, колку што сме должни ние да водиме оваа битка заеднички, искрено, родолюбски и татковински, заради тоа што тоа е наша заедничка обврска. Јас ви ветувам на сите и морам да споделам одредени информации со сите. И гледате овие денови колку се забегани во делот на своите коментари. На што се ли не се спремни во делот на местењето и местенките, се пуста кожа да спасат. Треба да знаат. Ги фативме живи како фалсификуваат лични карти. Како ранета мечка се однесува, но и лјадници фалсификат лични карти издавало не било кој, Министерството за внатрешни работи на чело со Гордана Јанкуловска. И лјадници фиктивни лични карти издавале. И кога се чудевме што се случува со нашиот народ, зарем не гледа нашиот народ, што му се случува? Му се случувало криминал, фалсификат, се случувало кражба на гласови, се случувале фиктивни лични карти. Како одминува периодот, вистината излегува како шилото на Груевски. Нема бегање од тоа. Еден по еден сите процеси во Македонија се отварат. Охрабруваме институциите широм Македонија да се одважат и да се ја сочува државата.
Без разлика дали е тоа специјално обвинителство или е обичното обвинителство. Без разлика дали е тоа судот во Струга или е судот во Скопје, Веле, Струмица или Тетово. Они се должни да ја чуват Македонија. Доаѓа време на правна разрешница. Бегање од правдата нема. Ке се оди во затвор за секој што се огрешил. Затоа, почитувани пријатели, сите знаете дека во најава голема соработка и голема коалиција помеѓу сите нас. Не меѓу Заев, Фијат, Тито Петковски, не знам Самка Ибраимовски или сите други председатели политички партии. Не помеѓу СДСМ, ПЕИ и другите партии. Огромна коалиција помеѓу граѓаните. Граѓаните кои што се ја сакат Македонија. Заедно ќе застанат. Ќе видите овој пат. Заедно сплотени и македонци и албанци, и турци и роми, и срби и власти сплотени граѓани на Македонија, чии што татковци и дедовци овде се родени, чии што деца и внуци овде имат намера да растат, заедно чувајќи ја Македонија и исправена во битка за враќање на слободата и демократијата. Ова е наше време, ова е предизвик вистински за сите, кои што мора да го зграбчиме. Оти не дај Боже, ке дојде време ке не прашат и деца и внуци. Што правевте? Ајде не знаевте да ви простиме. Сега сите знаат. Сите знаат и малите деца знаат што и се случува на Македонија. И немаме право да седиме дома. Немаме право ни на делби, ни на поделби. Имаме обврска, сплотени единствени заедно, да се избориме, да си ја вратиме татковината повторно во рацете на нашиот народ, на граѓаните на Македонија. И затоа и овде, на ова 10 годишнина на ова убава партија ПЕИ, да испратиме уште еднаш порака. Ние сме тие граѓаните, кои што баравме предвремени избори. Ние сме тие, кои што одлучивме да не тргнеме кон владата на 17 мај, туку преку договорот од Пржино, преку зелена маса, да се случат предвремени избори на кои што ќе замине оваа власт. Но истовремено, ние сме тие кои што со години повторуваме, криминални избори нема да дозволиме. Затоа избори ќе има само ако се кристално чисти и предизборниот процес и изборниот процес. Ако прочистен, имаме избирачки список. Ако државната изборна комисија биде државна, не партиска, државна изборна комисија. Ако медиумите имат своја регулатива и своји контролори, ако се исполнат сите услови за да имаме слободно изразена волја на граѓаните. А при вакви услови, кога граѓаните слободно ќе гласат, ви гарантирам на сите ќе бидеме сведоци на леснотијата со која што ќе замине во заборав ова зло, која што не има окупирано нашата заедничка Македонија. Да истраеме во оваа битка како совесни граѓани на нашата Македонија, за да заедно се избориме и заедно се радуваме на новото време кое што е во најава. Почитувани граѓани, промените во Македонија и тат доаѓа и нив не може никој да ги спречи. Промените во Македонија ќе се случат и од тоа бегање нема. Само заедно сплотени, со не ништо повеќе или помалку. Само со љубов кон татковината и кон нашиот народ. Да изградиме земја заедничка, една држава, едно општество за сите. Земја без поделби и делби, земја со која што ќе се гордееме и ние, сегашните генерации, и идните генерации кои што доаѓаат после нас. Нека ни е живо и здраво единството кое што го градиме, нека е честито 10 годишнината на ПЕИ и нека ни е со среќа на сите за иднината на која што се води. Да сте живи и здрави, да живее Македонија! Секогаш начело на ПЕИ. Него ниту со динамит не може да го скршат. Дами и господа, председателот на партијата за Европска иднина, господинот Фијат
почитувани членови, почитувани симпатизери на тој, почитувани печалбари, почитувани дипломатски хор, представници на многу политички партии, близки до нашата партија, и почитуван председателе на опозицијата, господин Зоран Заев. Добре дојдовте на 10 годишнината на партијата за Европа. Точно пред 10 години, точно овде во Струга, 70 на исти мисленици како мене се собравме и да поразговараме за случувањата во нашите региони. Незадоволни од оно што се случуваше од остоместувањето на Република Македонија, ние мислевме дека треба нешто се преземе, нешто се направи за овие региони каде што живеат луѓето, како што јас милував и милувам да ги нарекувам луѓето од нашиот сој. Без разлика кој како ги нарекува, сепак и торбеши, некои македонци муслимани, некои било како, тие се луѓе кои што се поинакви, но еднакви со сите вас, го зборуваат македонскиот јазик и се чистите македонци во оваа држава. Знаејќи дека поодавна од нашите региони, од југозападниот дел на Република Македонија, поголемиот дел од тие населени места, веќе и тогаш пред 10 години 50 до 60% беа иселени во западните европски држави. Тоа се случува сега и со источниот дел, на жалост, од задниве години од Република Македонија. Ние мислевме дека овој народ, овие луѓе, треба да им се помогне. Може да им помогнат само луѓе кои што имаат можност да помогнат. Помошта требаше да се направи и ја правевме во повеќе аспекти и со повеќе работи. Целта беше да прво ги едуцираме нашите млади, да го земат местото кај што им припаѓа во оваа држава. Затоа што, реално, знаете и самите, повеќето од вас и сте биле во политика, све до 2006 година на прсти може да се изборат луѓето кои што живееа од овие региони. Иако гласовите ги давале за другите партии и после изборите беа секој забравени. Затоа донесавме одлука на тој иницијативен одбор да се формира политичка партија. Политичка партија која што ќе се занимава не со цела Република Македонија, но со одредени региони во Република Македонија, каде што живеат посебно луѓето од нашиот сој. Многу брзо, после тоа, веќе се формира, имавме конгрес, како што гледате, на 21.5. во 2006 година. Ние имавме околу 1000 делегати на тој конгрес и таму бев избран за прв председател на партијата за Европска иднина и од тогаш почна да биде прав политички субјект во Република Македонија. Да направам една ретроспектива за оно што се случуваше во овие 10 години. Знаете дека после формирањето на партијата, после не само месец или два, имавме парламентарни избори на Шипеи. Во овие 10 години излегуваше 6 пати на избори. 4 пати парламентарни избори и 2 пати локални избори. Од кои 3 пати сме оделе самостојно на парламентарни избори и еднаш во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Во 2006 година бевме изненадување за повеќето други политички субјекти, затоа што успеавме да извадиме еден пратеник и да имаме околу 14.000 гласови. Влеговме во коалиција, што е нормално за сите партии, помалите партии да бидат во дел од власта, се договоривме со ВМРО да помане дека може да бидеме дел од владата. Иако во тој договор требаше да добиеме доста вработувања, пошто знаете веќе од 2006 година, во овие 10 години, десетици илјади луѓе се вработија во јавната администрација. На жалост, тие договори што ги правевме беа многу малку исполнети. Обично едно заменичко министерско место и нешто малку ситно. Многу брзо дојда другите парламентарни избори во 2008 година
каде уште еднаш покажавме дека имаме многу повеќе гласови. Мислам дека околу 17.000 гласови имавме на тие избори. Повторно, единствена мала партија бевме во тој момент кој што извади пратеник самостојно. Сите другите беа во блокови. Повторно го направивме договор со ВМРО-ДПМН и повторно исто. Само ветување и на крај ништо. За да почнам. Добре, ќе се слушаме и вака. Во 2009 година, ќе бидам краток, нема многу да должам. Во 2009 година имавме локални избори и тогаш почнав да огледам лицето на Никола Груевски. Иако се договоривме и беше негова иницијатива да бидам единствен кандидат за градоначалник на Струга, само ми рече, замоли ги социјалдемократите дали ќе те поддржат безрезервно, што и го направи и секојаш го правеле и го одржале зборот. 2 дена пред кандидатурата извадија против кандидат и се бореа наместо заедно, се бореа против мене на локалните избори. Тогаш видов дека овој човек не се го држи зборот и овој човек работи против нашата партија. Затоа што и претходните 3-4 години почна да работат по нашите терени. Вместо вработување да има од нашата партија и некои работни места, тие самите си поставуваа и ги преземаат гласовите со едни обични вработувања. Така да, знаете и што се случуваше, и уште тогаш, снимките, може би не знам дали постојат од тогаш, на локалните избори имаше голем грабеж. Грабеж, каде што се гласаше и со кредитни картички, дури имавме и снимки, дури се гласаше и со лични карти за говеда. Верувайте, се поигрувала во самото гласање. Знаете, после тоа нападите на мене продолжија, веќе во 2010 година, почна имав потекло на имот. Може да сум еден од првите пратеници кај што се правило потекло на имот. 6 месеци има потекло на имот во 2010 година, каде што веќе почна да ги припремаат и да ја растурат ова иницијатива, ова партија. Тоа беа почетните знаци на растурање на ПЕИ. Секако дека мора да дадат решение, затоа што јас работам честно, поштено и целокупниот капитал го имам тука. И немам ништо непоштено заработано. Имам решение од управа за јавни приходи дека се целокупниот на имот е опорезен. Дојда 2010 знаете што се случуваше веќе со апсења, со затварање на телевизии но затоа ќе се навратам малку покасно. И сакал, гледајќи дека овие тргнаа против растурање на ПЕИ, во 2011 година беше реална коалицијата ПЕИ да ја направи со СДСМ. Тоа беше природна коалиција и целта беше само уште тогаш да се сруши овој режим. И така ПЕИ отиде на избори во 2011 година заедно со Социјалдемократскиот сојуз. Тогашниот председател Бранко Црвенковски, после изборите, и самиот призна и кажа, имавме 3 пратеници во таа коалиција, кажа дека ПЕИ си ги заработи неговите пратеници. Затоа што навистина ги донесавме нашите гласови на тие парламентарни избори. Следува повторно локални и парламентарни за крај избори кои што беа можеби виховни за нашата партија во 2014 година. Јас како председател више не знаев каде да одам и што да правам, решив само да испробаме нашите гласачи дали имаме уште поддршка и не поддржуваат. На жалост, како и во секоја партија, имате и луѓе кои што се противници, но кога се тие противници од повисокото раководство, секако дека тоа доста горе. Во 2014 година ние имавме околу 34.000 гласови, значи паднавме за 10.000 гласови. Се покажа дека некои наши пратеници што беа од неговото село има 7 гласови. Значи работеа за ВМРО-ДПМН, а и тука во Струишкиот регион нашиот пратеник исто работеше комплет за ВМРО-ДПМН. Тоа е, веќе се гледа и по резултатите. Јас не би сакал се да ги нападам, но тоа е тоа. Резултатите го кажуваат своето. Но
овие 10 години сепак докажавме дека ние не сме биле за една потреба, како што во почетокот сите мислеа дека поминуваат едни избори и пејте згасне. Еве не пак повтор после 10 години тука, полна сала, ова се само поканати членови кои што се на нашата прослава, пеи во секој момент има членство од неколку илјади гласови, а јас сум убеден дека пеи понатака се повеќе и повеќе ќе се размножува и да дојде на времето од 2006 година. Јас сум убеден дека тоа ние го можеме. Ние, како партија, знаете и самите, од 2014 година јас дадов оставка. Јас се повлеков од политиката и реков доста ми е, не можам повеќе да се расправам со сите проблеми. И оставив на Централниот одбор да се свикат, и јас како председател кој што е во заминување, да ви свикам конгрес, но не успеа. Не успеавте да се соедините и да свикате нити конгрес, нити да направите Централен одбор. Гледајќи во 2015 година, ова година, дека доаѓа пререгистрација на партијата, дека партијата ќе згасне ако не се пререгистрира, ја повикав точно овде во истава сала, неколку стотини души, и за 3 дена собрав 1000 подписи и повторно ја пререгистриравте партијата, која што е сега регистрирана партија. Еден момент, една работа за мене се најбитни во 2015 година, ова година што поминува. За тоа му сум благодарен на еден човек кој што имаше храброст да излезе и со своето достоинство, и со својот бизнис, и со својата фамилија, целокупно да се даде и да ја објави вистината за Македонија. Тоа е господин Зоран Заев. Слушајќи ги тие бомби, кои што ќе променат иднината на Македонија, ќе не променат сите нас. И слушнав и моите бомби. Слушнав све што еден болен ум може да каже и може да замисли. Знаев дека тој руши, знаев дека тој не е растурил партијата, но не знаев дека може толку да биде безобразен човек и да направи толку штети на една фамилија и на сите бизнеси. Затоа, ево овде по прв ви кажувам, ќе бидам првиот и нема да бегам све додека не падне Груевски. Ќе ја водам партијата све до новите избори и ќе ова партија нема да се јака и заедно со нашите партнери и партнери да го победиме ова зло што постои. Само така можеме да се спасиме самите и нашите деца. Не можеме поинаку. Лани бев на посета кај мојот пријател Постар во Идризово и го прашувам како си, тешко е во затвор. Вика, Фијат, мене ми е добро овде. Вие сте во затвор, надвор што стоите, не сум јас во затвор. Тоа е работата и ние стварно сме овие години во затвор, во диктатура и све што ни се случува понатака. Време е работите да ги земеме во своји раце, време да дадеме максимум за да успееме од цела ова 2016 година да го срушиме овој режим. Овој режим кој што ни нанесе толку зло, не само на мене, и нанесе зло на цела Република Македонија. Република Македонија кој што тешко ќе се опорави во наредните години од овие кражби, од овие нерегуларности, од овој криминал што се направи во сиве овие години. Затоа ние мора да бидеме здружени. Сакале, не сакале, то не тера злото кој го направија. Вие, мои сопартици, ево, тука сте неколку стотини, доволно уште по 10 членови да дојдат самоволно, некако ВМРО што ги носи на списоци за уши што ги тегне, него вие самоволно има да донесете не по 10 и по 20 и заедно со коалиционите партнери да донесеме победа за Република Македонија. Јас не би сакал да зборувам тука за програми. Програмите ќе дојдат самите од себе. Најбитното за нас е да имаме фер и демократски избори, како што рече председателот Заев. Без тоа не може да се справиме со ова зло. Затоа, сигурно дека наредните избори може би нека се продолжат ако треба,
Нека бидат и покасно, само да знаеме дека сме на чисто и одиме на чисти и честни парламентарни избори. Ние секако како партија мораме да придонесеме за тоа и секако дека би сакале во делото програмата што ќе се прави за развој на Република Македонија да учествуваме како партија. Секако дека имаме тука ние доста идеи кои можеме да придонесеме за поголем развој на овие места. Само на кратко би кажал дека Македонија од толку многу инвеститори што дојдоа, више нема неработени луѓе. Гледате колку фабрики се отворија, но тоа, а повеќе пари се потрошија за роудшова кои што се одеа ова влада по сите терени. Ние во програмата јас би предложил, не кажувам сега, нега најбитен фактор во нашата држава, ние сме земјоделска земја. Ние треба да имаме здрава храна, треба да се развива земјоделството, треба да се бара, да се прават проекти од предпристапните фондови, од ИПА програмата, кај што за наредните 5 години Европската Унија имат одвоено околу 80 милиарди за Балканот, само за земјоделието. Тука е нашата иднина кај што треба да се направат добри проекти и да се повлечат тие средства од Европската Унија. Тоа нема да се случи доколку ние ја изгубиме препораката. Значи, многу е битно да имаме честни парламентарни избори, да ја задржиме препораката, за да можеме да публикуваме и средства од тие фондови. Втора работа, сигурно дека, ево јас се бавам со образование, еден од битните фактори во Македонија е квалитетно образование. Нашето образование е во катастрофална ситуација. Гледам денес, пред 2-3 дена се отварат и други универзитети, а не знае што да прават со постојните државни универзитети, па и со дел од приватните универзитети. Доколку нема во ова држава квалитетно образование, нема напредок. Затоа барам од идниот премиер да направи ревизија на сите универзитети, нека почне прво од мојот. Ако не чини, нека го затвори. Да има квалитетно образование. Квалитетното образование носи голем профит за нашата држава. Ние, знаете и како бивша Југославија, и како има доста заинтересирани од надворешните држави кои сакаат да студираат. Имате можност од Турција, каде што не може да се запишат околу милион студенти секоја година, барем по 20-30 хиљади студенти да запишуваме годишно во нашата држава. Тоа се за 4 години преку 100.000 студенти. Секој студент троши по 15.000 евра годишно. Тоа се 1,5 милиарда евра приходи, чисти пари во оваа држава да влезат. А не да носиме фабрики, да им дадат субвенции на тие што сакат да донесе некоја фабрика и да им дадат по 200 евра плата. Тука се развива свет, тука се развива и стопанството, се развива и угостителството, се развива све комплет. Ние со господинот Заев сигурно ќе имаме многу контакти и ќе предложиме наша програма. И би сакал таа програма да се вметне во борбата за напредок на Република Македонија. За крај би сакал да ја поздравам уште на сите, на печалбарите да им посакам пријатен престој во нашата држава, да им на сите вас да ви честитам среќна нова година, на македонците со православна вероисповест да им честитам Божич и во наредната година да славиме победа и да бидеме на пиедесталот во нашата држава. Благодарам ви. Му благодарам на председателот за неговиот енергичен говор. Тука завршува говорниот дел од нашата прослава и ве повикувам на скромен коктел и дружење во опуштена атмосфера. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство и поддршката. До следната наша